на Формула 1 македонски, овој пат брза трка од само 3 круга за големата награда на Кина. Стартуваме 17-ти со болидот на Торо Росо Хонда. Што може да направиме од 17-та позиција? Можеме ли да се пробиеме напред, да престигнеме неколку болиди и да влеземе во борба за бодови за само 3 круга? Сега са црвените светла и почеток на трката. Стартот ни е очено лош, меѓутоа тоа се должи на фактор што управувам со тастатура. Мојот волан за жал испушти душа. Па тешко е на тастатура да се менаџира она право количество на газ на самиот почеток за идеален старт, меѓутоа користиме тука една итрина од надвор да украдеме некоја позиција. Овде од Хас прилично агресивно, ама и ние кој би очекувал дека таму некој нога не би ставил, а не болид. Меѓутоа добро е, со мала агресија се пробиваме до 12-та позиција и напаѓаме веднаш. Пред нас се болите на Force India, инаку да не ве збуни, односно поново Racing Point. Да не ве збуни, ова е Формула 1 2018, меѓутоа скин имам спуштено од интернет со изгледот на болидите од 2019, така што малку естетски да ја разубавиме, да биде со сегашните изгледи на болидите. Задоволни се и од тимот. И ние може бидеме задоволни во борба за 10-та позиција по само неколку свиоци. Овде мислам дека ќе имаме подобар излез од Перес. И ќе атакуваме на 10-та позиција. Иако ќе искористиме за ветрината од неговиот болид за подобри перформанси на правецот. Меѓутоа Перес тактички го поставува болидот во самата средина. Овде на кочница можеме ли нешто да сториме? Агресивно од Перес, не би очекувал ништо поинаку од него. И успеваме да се пробиеме на 10-та позиција. Го бркаме Хулкенберг за 9-то. Знаете дека во првите 3 круга од секоја трка нема ДРС, па така за жал во оваа кратка трка немаме да имаме можност за ДРС, така што ќе треба на оној стар добар начин да ги престигнеме болидите. Овде мал контакт, Хулкенберг ни изненади со кочење. Меѓутоа, за среќа нема штета ни на нашиот ни на неговиот болид. Продолжуваме понатаму. Малку сме далеку за да го престигнеме на оваа делница при кочење, меѓутоа јас мислам дека ќе успееме повторно да украдеме уште некоја позиција. Битно е, влеговме во бодови, ја исполнивме нашата главна задача за овие 3 круга. Меѓутоа, ајде да се обидеме овде, можеби од надвор. Има ли шанса? Не. Овде што е порано на газ, тоа е подобро. Имаме добар излаз од овие два свиоци. Овде доцна на кочницата. Сакаме да видиме што е поблиску до Хулкенберг. Излезот од овој свиок и кон правецот. Мислам дека имаме ние овде подобар излез. Да видиме мотор на Honda против мотор на Рено на правецот. Ке биде тесно овој пат. Што ја точно направив овде не видов, бидејќи изгледа малку закочи компјутерот. Овде ќе мора да попуштиме. Сепак ферплеот е многу битна работа и го почнуваме последниот круг. Ќе го имаме ДРС крилото достапно барем на онаа рамнина права пред финишот на овој круг, така што ќе успееме да искористиме сега, тоа ќе биде. Хулкенберг се покажа тврд орев. Меѓутоа и имаме уште неколку трикови кои ни стојат на располагање. Овде е битно само да останеме доволно блиску со него и ќе се обидеме сега од надвор да го изненадиме. Меѓутоа неуспешно. Неуспешно. Но не се откажуваме, се уште престои оној голем правец и ќе имаме ДРС на располагање бидејќи сме во една секунда. Овде само ќе ни биде потребно добар излаз од свиокот. Што е порано на гаста, тоа подобро. И ко забелја најлош излаз на самиот крај, меѓутоа со помошта на ДРС верувам дека ќе успееме
да добиеме уште една позиција. Уште една лоша вест. И Хулкенберг има ДРС, бидејќи и болидот пред него е во една секунда и овде на кочење имали шанса. Кратиме патека, нема да биде ферски, мора да го пуштиме Хулкенберг овде да ја врати позицијата. И сепак битно, нашата задача е исполнета. 10-та позиција, доаѓаме до бодови, така што за само 3 круга не е лошо, 8 позиции. Ви благодарам што не следите, доколку ви се допаѓа содржината на Формула на македонски, ве молам за лайк, шер и субскрайб. И се гледаме на анализа за големата награда на Кина утре са бајле после трката. Ви посакувам убав викенд и се гледаме. Пријатно.